Дигитални измами, како да се препознаат и спречат. Дигиталните плаќања го олеснуваат секојдневниот живот, но исто така отвораат врати за нови видови измами. Личната заштита не представува страв. Тоа е начин да се биде еден чекор понапред. Денес повеќето измами веќе не се случуваат на улица, тие се случуваат на вашиот екран. Измамниците копираат банкарски пораки, имитираат легитимни веб страници и користат социјален инженеринг за да ја придобијат вашата доверба. Правила. Правило број 1. Банките никогаш не ве прашуваат за пин, лозинка или еднократен код. Ако некој праша, веднаш запрете. Правило број 2. Не кликнувајте на непознати линкови. Измамниците честопати користат итност за да ве натераат да действувате брзо. Вашата сметка ќе биде блокирана. Правило број 3. Проверете го изворот. Доколку добиете сомнителен повик или порака, прекинете ја комуникацијата и контактирајте ја вашата банка користејќи го телефонскиот број на нејзината официјална веб страница. Најчестите измами: фишинг, лажни пораки, пораки со кои ве замолуваат да ги ажурирате вашите податоци. Вишинг, измамници ве повикуваат преправајќи се дека се јавуваат во име на банка или полиција. Смишинг, SMS пораки со злонамерни линкови. Како да одговорите? Ако мислите дека сте биле цел на напад, не споделувајте ги вашите лични податоци и податоците од вашата банкарска картичка. Прекинете ја сета комуникација. Не испраќајте пари. Веднаш известете ја вашата банка. Пријавете на надлежна институција. Запомнете, измамниците се потпираат на конфузија, а не на сложеност. Кога се сомневате, застанете. Дигиталните плаќања се безбедни кога ги следите правилата. Најбезбедната одлука е обично наједноставната.